Smo v Makedoniji, v mestu Veles, ki je tukaj pod nami. Včasih je bilo to eno od 8 Titovih mest. Vsaka republika je imela in vsaka pokrajina eno ime, poimenovano po Titu. No, danes to ime ni več ohranjeno in je samo Veles. Z mano je Marija Đunova, ona je specialistka na področju kulturne dediščine, dela v arheološkem parku, nekaj časa je delala tudi v ministrstvu in nam bo razložila pomen tega spomenika, potem pa tudi njegovo notranjost, ki je pravzaprav še mnogo bolj zanimiva kot ta fascinantna zunanja podoba. Torej, Marija, čemu služi ovaj spomenik? Najprej da ve pozdravim. Да ги поздравам сите заинтересирани за спомениците од областа од посебно значење, од областа во времето на народно-ослободителната борба. Ние во моментов стоиме пред спомен Костурницата во Велес. Спомен Костурницата е споменик кој што е од особено значење во народно-ослободителната борба. Спомен Костурницата е изградена почната со изградба 1976 година, завршена со изградба 1979 година. Спомен Костурницата се градела со помош на донации од локалното население, пред се. Идејни автори на спомен Костурницата се Саво Сугатин и Љубомир Денковиќ. Marija, prišli smo v notranjost tega spomenika. Vemo, da je tukaj pokopan tudi znani makedonski pesnik odpora Kosta Racin, torej nekaj takega, kot imamo mi Kajuha v Sloveniji. Kaj pravzaprav sedaj vidimo tukaj v tem prostoru? Так, значи, ако надворешноста на овој објект символизира семе од Афион и наликува на семе од Афион, кое што символизира живот, во внатрешноста не се наоѓа скулптура која што е идејно решение на Љубомир Денковиќ, а символизира дрво. Под оваа скулптура се наоѓаат коските на Коста Солев Рацин, еден од нашите најзначајни поети, односно од најзначајните поети во Македонија, а исто така се наоѓаат и коските на повеќе од 100 борци. Коските на повеќе од 100 борци, коските на Коста Солев Рацин се донесени и положени овде на 9 ноември 1979 година. 1979 година и било како исклучително важен настан за Велес и Велешани, свечено од црквата Свети Пантелеймон, на раце се носени и положувани од граѓаните овде. Дополнителен момент кој што е многу возбудлив, а се наоѓа во рамки на спомен Костурницата, е мозаичниот комплекс. Идејно решение и авторско дело на Петар Мазев. Со авторското дело на Петар Мазев државата практично во тој момент го покажува својот однос кон современите, односно кон модерната уметност. Мозаичниот комплекс е распространат на површина од 220 метри квадратни. Ние често сакаме да кажеме дека тоа е нашата македонска Герника. На мозаичниот комплекс се наоѓаат 5 сцени кои што зборуваат од време на турско до пријателскиот однос на Југославија кон земјите со кои што сака, треба и мора да соработува во иднина. Znači svaki period od turskih vremena do danas ovdje je... Do 80. godina. Da. I završetak je da je sad mir, sloboda i tako. A sad vidimo da zapravo sa tim nije završilo, da bi još trebali nešto dodati. Dobro, imam još jedno pitanje koje se odnosi na ime, jer između ljudi ovako
pa i po internetu, po različitim Facebookovima upotrebljava se izraz da je to nekako njemačka kaciga koja je presečena na 4 dela. Je li to istina ili nije? Апсолутно не. И во самото идејно решение, кога Саво Суготин и Љубомир Денковиќ се јавуваат на јавниот повик, на повикот за креирање на идејно решение, тие се јавуваат, не знам дали ви спомнав, под називот Бели мугри. Во самото идејно решение стои дека станува збор за распукан цвет од афион, кој што треба да символизира живот. Во ниту еден момент Спомен Костурницата и ова идејно решение нема за цел да сугерира кон непријателство, кон негативно, напротив, има за цел да сугерира живот, а да биде вечно почивалиште на некој кој што нели го оставил простор да ние живееме така како што тие некогаш замислувале дека треба и ке живееме. Naš je utisak da se u Makedoniji ova ostavština koja je posvećena narodno-slobodilačkom ratu, revoluciji, slobodi i drugarstvu, da se dosta dobro čuva. Mislim, slično je dobro, naravno ima ovakvih onakvih primjera, ali je dosta slično kao u Sloveniji. Ima vandalizma, ima nekih koji su napušteni, ali u suštini ipak ono glavno je ostalo. Pa me interesuje, ovo je bio Titov grad, Titov Veles, zbog čega je skinuto to ime? Svugde su skinuta ta imena i kakav je zapravo odnos sad do Tita ovdje kao neke ličnosti narodno-slobodilačkog pokreta? Јас морам да признам дека ретки се случаите кога може да сретнете луѓе кои што се заинтересирани за Југославија, за времето на условно кажано владењето на Тито и Титова Југославија и малтене да не се споменува тоа во современо доба. А мојот став е дека тие и како сериозно го третирале еснафот и кога станува збор за култура и кога станува збор пред се за визуелните уметности, архитектурата и дизајнот. Овој објект овде е показател за тоа, но Македонија како и нашите соседи не посветува доволно внимание кон обележјата од тоа време. Ниту пак покажува некаков однос кон Титова Југославија. Je li je bio neki kip Tita dole u gradu ili nije? Apsolutno da. Bio je? Da. I nema ga više? Nema ga. Aha. Da, jer istražujemo malo i ove Titove gradove. Ne znamo u kojim su bili i u kojima nisu, ali u onim kojima su bili svugde, naravno da su ih stavili negde ili u muzej ili su nestali. Ne, ние немаме, дури немаме ни музеј во Велес кој што е посветен на Тито, не постои музеј. Da. A šta je bilo sa skulpturom, možda znate? Ne sum upatena. Ne sum upatena, ne. Dobro. Marija, puno hvala. Hvala ви вас за времето, вниманието, желбата да го посетите Велес и монументалниот објект Спомен Костурница. Ви благодарам. Hvala.